проведен е оглас за субвенции за инвертер клима уреди за граѓани од ранливи категории кој ќе трае 60 денови и за таа цел се обезбедени 170 милиони денари, информираше премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна дека со тоа се реализира уште едно предизборно ветување на неговата влада. Сите оние практично кои што ги исполнуваат условите може да се пријават на овој оглас. Станува збор за клима уреди од класата А+, со инсталирана моќност од 3,5 киловати и цениме дека на овој начин ќе придонесеме да тие семејства имаат подобар комфорт во својот дом, како во лето, така и во зима, и да се обидеме да интервенираме во делот на заштитата на животната средина и намалување на загадувањето, посебно во периодот кога ги затоплуваат своите домови. Локалните избори се веќе распишани за 19 октомври, а сите кандидати се очекува да бидат познати до крајот на месецов. Поголемите политички партии веќе ги објавија имињата на повеќето кандидати. За сега останува енигма колку политички партии и групи граѓани ќе имаат своји кандидати за градоначалници и за советници. Во единствениот регистар за политички партии кој се води во Основниот граѓански суд Скопје до 7 август годинава биле евидентирани вкупно 66 политички партии, а една е во процес на регистрација. Зелен хуман град и Зелените од Газибаба, Шанса за центар и Независните за Карпош, кои имаа своји представници во советите, решија да формираат партии откако не беа донесени измени на изборниот законник во однос на собирањето потписи за независните кандидати, односно група избирачи, како што се посочува во законот. Твоја идеја заедничка иднина. Граѓаните секогаш биле двигател на вистинските промени. Затоа во рамки на подготовките за изборната програма за вториот мандат започнуваме теренска иницијатива Караван за идеи, напиша кандидатот за градоначалник на Газибаба од ВМРО ДПМН Бобан Стевковски. Тој дообјасни дека караванот ќе патува низ сите населби во општина Газибаба за да ги слушне идеите директно од жителите, а дополнително ќе промовира и онлайн платформа за доставување на предлози. Заедно со управителот на зградата на улица Никола Парапунов број 5, градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски вчера изврши контрола на лифтовите по нивната реконструкција финансирана од општината. Според нивната констатација, лифтовите се побезбедни, поефикасни и со значително пониска потрошувачка на електрична енергија, што носи и заштеди за станарите. Ова е пример како субвенциите на општина Карпош и одговорното управување од станарите носат конкретни резултати. Со вакви вложувања очекуваме во наредните 4 години сите лифтови во општината да бидат целосно реконструирани, за секој граѓанин да има безбеден и модерен превоз во својата зграда, изјави Јакимовски. Денеска ќе ве прошетам во старото скопско мало Крњево, каде секој ќоше крие своја приказна, објави на својот Facebook профил градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Тој додаде и дека Крњево било познато по старата воена болница Полумесечина. Тука се наоѓала Кумановската трошарина, каде што била и стара нова бања, каде се бањале девојките и момчињата пред веридба. Таа била маалска бања, каде што мажите се бањале во вторник, а жените во сабота. Други обележја биле некогашната Саат Кула и маалските плажи на Вардар, напиша Герасимовски. Граѓаните на Чаир добро знаат кој е Бујар Османи. Знаат дека за 20 години политика никогаш не направил ништо за Чаир, ниту помогнал на некого од Чаир. Се враќа тука само кога му требаат гласови за да ја продолжи својата лична политичка кариера. Стои во соопштението на Вреди. Според нив, Османи е символ на кариеризмот, човек која користел секоја функција за сопствен напредок, а не за доброто на граѓаните. Како министер за здравство доби амнестија во предмет на СЈО за незаконски набавки, а како министер за надворешни работи потроши над 120 милиони денари за самитот на ОПСЕ, без документи, без фактури, без извештаи. Чаир не заслужува човек кој цела кариера ја помина далеку од проблемите на својата општина, напиша од Вреди.
Чаир е предисториски најважната одлука во последните 20 години. Ова не се само избори за градоначалник, ова е избор помеѓу два целосно различни правци во кои ќе се движи општината, се наведува во соопштението од ДУИ. Според нив, изборот е помеѓу враќањето назад кон човекот кој ја уништи општина Чаир со криминал и корупција или конечно тргнување напред со човек кој има визија, интегритет и знаење да ја води општината кон иднината. ДУИ за Изет Меджити вели дека е градоначалник во 3 мандати кој го претвори Чаир во бизнис зона за својата мрежа, кој живее надвор од општината и кој е символ на дивоградби, криминал и уцени. Борбата против огнот во ловиштето Јасен продолжува. Според информациите од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, се гаси и од земја каде действуваат припадници на специјалните единици на армијата и полицијата заедно со екипи на јавното предпријатие Јасен, но и од воздух со еден ер-трактор на дирекцијата. Една линија на пожарот која се протегаше исклучително стрмно над асфалтираниот пат кој низ ловиштето Јасен води од Скопје кон езерото Козјак е успешно изгасната од страна на армиските волци, со што е спасена поголема површина зимзелена шума, вели Ангелов. Пожарот во Националниот парк Јасен го затвори за сообраќај регионалниот пат Македонски Брод Скопје. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, а поради летните одмори се бележи зголемена фреквенција на возила на граничните премини, но од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата.